8 глава. Неговите стравови. Постојат многу работи на овој свет од кои се плашиме. Само безумниот би рекол поинаку. Но кога стравот ке не обземе, измачувајќи го и контролирајќи го нашиот живот, стануваме негови робови. Мажите се често подложни на тоа, бидејќи и без да сватат, тие се нападнати од што ако? Што ако не можам да заработам доволно пари? Што ако нешто им се случи на мојата жена и децата? Што ако тешко се разболам? Што ако ми пропадне бизнисот? Што ако станам неспособен, па да не можам да го издржувам своето семејство? Што ако нешто ме совлада или ми се заканува? Што ако не сум сексуално способен? Што ако никој не ме почитува? Што ако доживеам сообраќај на несреќа? Што ако умрам? Стравот може да го обземе човекот. Псалм 48, 6 стих. И да ги приврши неговите дни. Псалм 78, 33 стих. Ако го опфати голем страв, тоа може да го одвои од се она што Бог го има за него. Евангелие според Лука, 8 глава, 37 стих. Во втората година од нашиот брак, јас и Мајкл бевме на патување во Италија, Грција и Израел со нашиот пастор, Джек Хејфорд, и неговата сопруга Ана и неколку луѓе од нашата црква. Мајкл од секогаш бил нервозен патник, така што кога стигнавме во Грција, тој беше целиот под стрес. Една вечер, по неколкуте исцрпувачки денови, тој рече: се чувствувам ужасно, не можам да останам на ова патување. Од што всушност се плашиш? Го прашав. Не сум сигурен, одговори тој, но ми се чини дека целиот мој живот ќе се распадне ако не се вратиме дома веднаш. Иако беше доцна навечер, се јавив во собата на пастор Джек, за да му кажам дека следното утро ќе си заминеме. Сигурна сум дека тој веќе беше во кревет во тоа време, но рече: веднаш ќе дојдам. Тој веднаш дојде во нашата соба и Мајкл го сподели со него она што го доживуваше. Во сочувство ја стави својата рака на неговото рамо и почна да му зборува за љубовта која неговиот небесен татко ја има за него. Бог те посвои како свој син, рече тој. Кога си во присуство на нашиот силен татко, кој е полн со љубов, нема потреба да се плашиш. Пастор Джек се молеше за Мајкл јасно да ја прими љубовта на неговиот небесен татко, а тој исто му ја покажа на Мајкл својата татковска љубов спрема него. Тоа беше едноставно дело на љубезност, инспирирано од Светиот Дух, но во исто време беше и моќно откровение за Мајкл. Заради тоа, тој можеше да го надмине стравот, а ние останавме на патувањето до крај. А и добро што направивме така. Јас останав бремена во Ерусалим и 9 месеци подоцна нашиот син Кристофер се роди на роденденот на пастор Джек. Важни нешто се случуваат кога не му дозволуваме на стравот да владее со ситуацијата. Постои разлика меѓу една застрашувачка мисла, која ќе ни дојде на ум како поттик да се молиме за одредена работа, и измачувачкиот дух на страв кој не парализира. Ти не би сакала да ги нарушиш поттикнувањата на Светиот Дух во срцето на твојот сопруг, но би сакала да го поддржуваш додека се бори против деструктивниот страв. Туку ќе ве предупредам од кого да се плашите. Плашете се од оној кој откако ќе убие, има власт да фрли во пеколот. Евангелие според Лука, 12 глава, 5 стих. Единствениот страв што треба да го имаме е стравот од Господа. Кога го имаш стравот од Господа, Бог ветува дека ќе те избави од твоите непријатели. Второ Цареви, 17 глава, 39 стих.
дека ќе те заштити од злото. Пословици 16 глава 6 стих. Дека неговото око ќе внимава на тебе. Псалм 33 18 стих. Дека ќе ти ја покаже својата милост. Евангелие според Лука 1 глава 50 стих. Дека ќе ти даде богатство и слава. Пословици 22 глава 4 стих. Дека ќе ти обезбеди се што ти е потребно. Псалм 34 9 стих. Дека ќе ти открие се што треба да знаеш. Псалм 25 14 стих. Дека ќе ги благослови твоите деца и внуци. Псалм 103 7 стих. Дека ќе ти даде голема верба. Пословици 14 глава 6 стих. Исполнет живот. Пословици 19 глава 23 стих. Долговечност. Пословици 10 глава 27 стих. И дека ќе ги исполни желбите на твоето срце. Псалм 145 19 стих. Што повеќе би можеле да побараме? Моли се Господ да го опколи твојот сопруг со својата утешителна, сигурна, совршена љубов и да го избави од сите негови стравови. Молитва. Господе, во Твоето слово рече: во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот. Зашто стравот подразбира казна, а кој се плаши, не е совршен во љубовта. 1 Јованово, 4 глава, 18 стих. Се молам да го усовршиш мојот сопруг во Твојата љубов, за да нема место во него за измачувачкиот страв. Знам дека Ти не му даде дух на страв, Ти му даде сила, љубов и здрав ум. 2 Тимотеј, 1 глава, 7 стих. Се молам во името на Исус, стравот да нема власт над мојот сопруг. Место него, нека Твоето слово навлезе во секој дел од неговото битие, уверувајќи го дека Твојата љубов за него е многу поголема од што било со кое се соочува и дека ништо не може да го одвои од неа. Се молам да Те прифати како свој татко, чија љубов не изневерува, чија сила е непобедлива и во чие присуство нема од што да се плаши. Избави го денес од стравот кој уништува и замени го со побожен страв. Еремија, 32 глава, 40 стих. Научи го на Твојот пат, Господе. Помогни му да оди во Твојата вистина. Обедини го неговото срце за да се бои од Твоето име. Псалм 86, 11 стих. Нека не се плаши од луѓе, туку нека стане и смело нека рече: Господ ми е помошник, нема да се плашам. Што може да ми направи човекот? Евреите, 13 глава, 6 стих. О, колку е голема Твојата добрина, што ја чуваш за оние кои се бојат од Тебе. Псалм 31, 19 стих. Ти велам Тебе, името на сопругот, биди смел, не бој се, еве го Твојот Бог, од маздата доаѓа, Божјата плата, тој самиот брза да те спаси. Исаја, 35 глава, 4 стих. Ке бидеш основан на правда, отфрли ја тешкотијата, нема од што да се боиш, отфрли го стравот, зашто нема да ти се доближи. Исаја, 54 глава, 14 стих. Не ке се боиш од ноќен страв, ниту од стрелата што лета дење,
ни од поморот што се подкрадува во темнина, ни од гибелта што опустува напладне. Псалм 91, 5 и 6 стих. Нека Господовиот дух почива врз тебе, дух на мудроста и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв Господов. Исаја 11 глава 2 стих. Моќни алатки. Господов ангел се настанува околу оние што се бојат од него и ги избавува. Псалм 34, 7 стих. Го барав Господа и тој ме послуша, ме избави од сите мои стравови. Псалм 34, 4 стих. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезл и твојата палка ме утешуваат. Псалм 23, 4 стих. Не бој се, зашто јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено, зашто јас сум твој Бог. Јас те крепам и ти помагам, те потпирам со победничка десница. Исаја 41 глава 10 стих. Господ ми е светлина и спасение, од кого да се плашам? Господ е штит на мојот живот, пред кого да треперам? Псалм 27, 1 стих.